Ова новогодишна кошница е многу поразлична од претходните, пред се затоа што е креирана од страна на бизнис секторот, од страна на стопанските комори, во кои што влегуваат производителите, увозниците, дистрибутерите и трговците на големо и мало, така да самите ги понудија палетата на производи која што ќе биде со намалени цени и ќе влезе во ова новогодишна кошница. Интересот е многу голем, после најавата од страна на владата и премиерот, секој ден имаме пријавување на нови фирми и отворена е кошницата во наредните дани, така да сите можат да се пријават со своји производи кои ќе бидат намалени и ќе бидат понудени за новогодишните празници на граѓаните, односно на купувачите. Бројката почетно беше околу 650 производи, сега бројката надминува над 700, околу 713 производи или 63 компании кои учествуваат во новогодишната кошница. Да напоменам и тоа дека како ќе се навигираат граѓаните, за кои производи се намалени, сите ќе бидат означени со налепници на кои што ќе пишува помалку трошоци, повеќе за тебе, и исто така на секој производ ќе биде истакната претходната цена и цената после намалувањето, за да визуелно видат граѓаните и купувачите колку се намалени тие производи. Исто така поразлично е тоа што сега се офатени сите групи производи, меѓутоа не сите производи во група како што беше претходно, туку оние производи кои што ги имаат понудено самите компании. Граѓаните сите информации во однос на кои производи, од кои компании се намалени и во кои маркети можат да ги видат на страната mojakошница.mk, каде што со кликнување на самите икони од страна на самата страница, на икончината од страна на компаниите и маркетите, излегуваат сите производи кои што ќе бидат намалени, а се влезени во новогодишната кошница. Секој ден има нови компании кои што се јавуваат. Еве да упатам еден отворен повик и апел до сите производители, дистрибутери, увозници и маркети, слободно можат да се вклучат, да збогатат кошничката, да представуваат општествено одговорни компании кои ќе ги понудат своите производи во периодот на Нова година и околу новогодишните празници, производи кои што се карактеристични за трпезата на една просечна македонска фамилија. Иначе да напоменам, кошницата ќе трае од 15 декември до 15 јануари. Тоа е акција фактички која ја спроведуваат самите стопанственици, односно бизнис секторот. А ние ја поддржуваме. Ке има мониторинг од страна на пазарната инспекција. Да напоменам и тоа дека ќе се земат 10% најмалку намалување на цената на секој производ, на некои производи нормално и повеќе. Ќе има намалување, а мониторингот ќе го врши пазарната инспекција, ќе биде излезена на терен во маркетите да увиди дали тоа е навистина така. Иначе спрема законот за заштита на потрошувачи, кога има одредени акции, цената треба да биде земена најниската цена од претходниот месец, значи од 15 ноември до 15 декември, и на таа цена да има најмалку 10% намалување фактички на производите кои што ги имаат понудено самите компании. Ова е историска мерка затоа што првпат не е продуцирана од страна на владата и Министерството за економија, туку од страна на бизнис секторот, и затоа помалку е грижата кај нас, кај сите нас и кај граѓаните, дека самите би си ја изиграле мерката. Ако навистина е ова успешно, ваква мерка ќе спроведуваме и понатаму во одредени делови од годината, кога има зголемени трошоци и кога имаме големи празници, како што се наредно Великден, Рамазан, есенската кошница и така натаму. Ке гледаме се да биде во интерес на граѓаните, односно да го подобруваме животниот стандард и нормално да имаме посреќни граѓани во Република Македонија.